Почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, дозволете ми денес да ви покажам слика на една просперитетна држава со стабилен безбедносен систем, млада демократија во зачеток, потврдена од евроатлантските партнери, и Македонија, која е во закрила на светските сили. Слика која сите ние заедно можеме да ја доисцртаме. Минатата недела Република Македонија и официјално доби покана за зачленување во НАТО, со што и формално го почнуваме процесот за пристапување со цел да станеме рамноправен партнер на Алијансата. Во тој контекст, на денешната седница на дневен ред ја имаме декларацијата за поддршка на процесот за пристапување во НАТО, која што верувам дека сите заедно со акламација ќе ја усвоиме и ќе кажеме јасно, недвосмислено и цврсто изразена волја да станеме дел од сојузот кој што гарантира безбедност, стабилност и кој овозможува економски просперитет. Република Македонија придава огромно значење за евроатлантската интеграција, што е примарна, одбрамбена и надворешно политичка цел на државата уште од нејзиното осамостојување. Нашите граѓани ни дадоа јасен мандат за постигнување на оваа цел. Цврсто се определија за европска и евроатлантска иднина и ние од таа цел ни за момент не отстапивме. Но од исклучително значење за нашата држава, за нашите граѓани ќе биде доколку на тој пат бидеме единствени и заеднички работиме на целосно реализирање на процесот на пристапување во Европската Унија и НАТО. Тоа е нашата должност и обврска, затоа што друга алтернатива, освен овие две организации кои гарантираат стабилност и просперитет, немаме. Почитувани колеги, свесни сме дека овој процес бара понатамошни реформи, потребни за консолидирање на вистинска европска демократија, изградена врз нашите заеднички вредности и принципите на добро владење. Владење на правото, отворено мултиетничко општество и добрососедски односи. И дека продолжената одбрамбена реформа е важна цел во овој процес. Поканата на НАТО за отпочнување на пристапните разговори за членство е потврда дека нашата цел е остварлива и дека нашите национални постигнувања ќе пренесат вредност на сите оние кои посакуваат стабилна Европа и особено стабилен регион. При тоа демократски, сигурен и просперитетен регион со пријателски и конструктивни односи меѓу соседите и активно учество во регионалните и меѓународните економски, политички и безбедносни форуми е од витално значење за мирот и стабилноста во југоисточна Европа. Македонија изминатава година покажа дека може да биде силен и значаен фактор во обезбедувањето на стабилен регион и во промовирањето на добрососедска политика која го гарантира тоа. Договорот со Бугарија и особено договорот со Грција, со кои се решаваат две отворени прашања во регионот, се јасен показател дека можеме да постигнеме многу. Не само доколку има позитивен, но само доколку има позитивен пристап и јасна цел. А ние како држава го имаме. Имаме политички пристап кој е сконцентриран да затвора горливи прашања, да работи на промовирање на диалог и регионалниот и на домашниот план, со единствена цел да создадеме инклузивност
која ќе обезбеди стабилно, демократско и просперитетно општество. НАТО од своето основање до денес се потврди како силен политички инструмент и клучен безбедносен промотор на споделените заеднички цивилизацијски и демократски вредности на мирот. Стабилноста, безбедноста и благосостојбата на граѓаните, не само на земите членки, туку и пошироко во Евроатланската област. Тоа ќе продолжи и во иднина. Од тука Република Македонија на сигурноста и стабилноста на регионот гледа како на комплементарно постигнување во правец на остварување на колективната безбедност, кризниот менеджмент и перспективно колективната одбрана. Едноставно речено, нашиот глобален поглед минува низ регионалните очила и преку призмата на реформи во одбраната. И во тој контекст направивме се за да се вратиме во вистински правец. Правецот на изградба на отпорност преку соодветни способности и капацитети, доволни да одговорат на променливите безбедносни предизвици и закани, согласно на расположивите ресурси на државата. Една од основните задачи во интерес на граѓаните и државата е обезбедувањето и развојот на безбедносен и одбранбен систем, приспособен за потребите на Република Македонија, задача која ќе се реализира преку спроведување на стратегискиот одбранбен преглед како основен документ кој ја одразува нашата визија за развој на одбраната во иднина. Истиот се води од стратешката определеност за остварување на одбраната во рамки на колективните безбедносни системи и кооперативната безбедност, сеопфатноста и поврзаноста изразена и реализирана преку активно инволвирање на сите засегнати институции низ владин интерактивен процес и детален и временски определен план, насочен кон конкретни резултати во правец на развој на одбраната, изразен преку проекти поддржани од реални ресурси. На НАТО му се потребни сигурни партнери и сите ние треба да работиме како сигурен партнер и да прифатиме и дел од товарот. За тоа да го оствариме јасно поставените одбранбени цели и да развиеме нови одбранбени способности, вклучувајќи и модернизација и набавка на нова опрема за армијата, неопходен е стабилен повеќегодишен одбранбен буџет, кој што македонската влада и Собранието на Република Македонија треба и ќе го обезбедат. Само со стабилно буџетирање на трошоците за одбраната, согласно заложбите на НАТО за унапредување на балансот, за споделување на трошоците и одговорностите за членство во Алијансата, ќе можеме да спроведеме реформи во одбранбениот сектор, со што ќе се зајакнат капацитетите и способностите на вооружените сили да ги спроведат своите мисии во согласност со стандардите на НАТО. Постојаниот придонес во меѓународните операции предводени од НАТО, Европската Унија и Обединетите нации во 2018 година и сите години наназад останува висок приоритет за Република Македонија, што представува долгорочен придонес кон регионалната и евроатланската безбедност и стабилност. Искуствата на земјите од југоисточна Европа, поврзани со членството во НАТО, покажуваат дека кога некоја држава ќе се приклучи на Сојузот, не може а да не се спомнат дополнителните ефекти што се одразуваат врз државата, а се од економска природа, поврзани со раздвижување на бизнисот и со зголемување на вложувањата од страна на странски инвеститори. Безбедноста и стабилноста
представуваат примарни предуслови за поголем економски пораст и за позитивна инвестицијска клима. Самиот влез во НАТО директно носи токму безбедност и стабилност, но сепак најголемите индиректни влијанија што ги носи членството не се воени, туку се економски бенефиции кои од земја до земја се разликуваат, но сепак во секој случај се манифестираат со зголемен економски пораст на новите земји членки. Почитувани пратеници, Македонија во моментов се наоѓа на крстосница. Цела деценија и повеќе бевме символ на проблеми, на политички кризи, на безбедносна и економска нестабилност, на меѓуетничка нетрпеливост. Последнава година мораме да признаеме дека сме добра вест, посебно во нашиот регион. Предводници сме на процес кој има недвосмислена поддршка од целиот западен демократски свет. Имаме шанса да создадеме иднина за нашите деца, за новите генерации. Ве повикувам тоа да го направиме заедно. Заедно ќе бидеме и посилни, и похрабри, и дефинитивно поуспешни. Оти за нашата и иднината на нашите деца се работи. Ве повикувам да дадеме поддршка на оваа декларација, која што символично ќе го означи почетокот на новото време на нашата држава. Ви благодарам.